На 6 август во сабота од 18:30 имаме настан Баланс Байк. Тоа е во градскиот парк, на местото каде што е кај езерцето. Веќе традиционален настан, по трет пат заедно со ВК Актив го организираме, тоа е настан за најмалите. Каде што најмалите на тие Баланс. Апсолутно, да. Во секој случај, претпоставувам поентата е да се навлечат младите повеќе на спортување и користење на велосипедите. Апсолутно, апсолутно. Подоцна имаме во недела велотура од 9:30. Оваа година велотурата ќе биде на дестинација Трибичино, а збирно место ќе биде градскиот плоштад во Струмица. Значи од Струмица до Трибичино и назад. Да. Колку што разбрав. Да. По ова што го гледам. Да, и Сабајле од 9:30. Апсолутно, апсолутно. Во понеделник на 8 август имаме борд геймс и шах. Интересен настан, убав настан, исто така традиционален веќе. Овој настан ќе биде во паркот на гимназијата Јане Сандански. Сите кои што се љубители на различни видови борд геймс или на шах можат слободно да дојдат. Имаме таму најразлични видови на игри. Таму ќе бидат и луѓето од Цареви кули, од друштвото, шаховско. Клуб, да, шаховскиот клуб. Така да луѓето кои што се заинтересирани ги покануваме да дојдат. На 9 август во вторник имаме стрит баскет и тоа ќе биде на игралиштето кое што е кај Монополот, меѓутоа доколку се надеваме дека ќе биде отворено и новото игралиште. Баш разговаравме за тоа со градоначалникот. Кај домот на Арама, претпоставувам. Кај домот на Арама, доколку биде отворено, ќе биде на новото игралиште. Сега интересно за овој стрит баскет е тоа што го направивме да биде со учесници до 19 години и секој клуб е задолжително да има по едно женско. Тоа сакавме да го направиме поради тоа што има и девојчиња кои што сакат има турнири да се занимаваат со кошарка, но не можат на турнири да искажат. Така да ќе биде малку поинтересен. Во една вечер ќе биде турнирот стрит баскет или ќе биде ако има интерес? Во една вечер. Во една вечер. Да. 8 екипи имаме предвидено да имаме. Ќе успеете за една вечер 8 екипи сите? Си има координатори, лани беше исто во една вечер, така да веќе ни е познат концептот. Во среда на 10 август продолжуваме во паркот кај езерцето, вежбаме во парк, исто традиционален настан. И на крајот ги имаме ноќните патеки на Цареви кули, каде што луѓето со велосипеди и оние кои што пешачат се собират во 19 часот. Збирното место е малиот градски парк. Заедно одат горе имаме интересен настан. Настанот секоја година е со полна месечина кога е и е интересно што се осветлува кулите од градот и има настап на диџеј.